Добар ден, драги ученици! Добредојдовте во уште една училница по биологија за 9-то одделение. Јас сум наставник Љубинка Чанева од Основното училиште Панко Брашнаров од Бела. Денес ќе се запознаеме со тоа што се хлоропласти. Тоа е втората наставна содржина од првата тема. За часот ќе се потребни тетрадка, молив и боички. Цели на час ќе научите зошто се листовите зелени. Ќе се запознаеме со градбата на хлоропластите. Ќе откриеме зошто се неопходни хлоропластите и хлорофилот за растенијата. Пред да се запознаеме со градбата на хлоропластите и нивната функција, ќе направиме повторување за градба на лист. Тоа е она што го зборувавме и го учевме на минатиот час. Знаеме дека листот има надворешна и внатрешна градба. Подетално ќе се потсетиме на тоа што е веќе изучено. За надворешна имаме надворешна градба и фотографија од листа надворешна градба и внатрешна градба со фотографија за внатрешна градба. Надворешната градба на лист ги има следните делови: листна основа, листна дршка, листна плоча и листни живи. Внатрешната градба на лист има кутикула, горен епидермис, мезофил во кој што се наоѓаат палисадниот слој на клетки, синзерескиот слој на клетки и сместени за спроводните садови и долен епидермис каде што се наоѓаат стомите. Издвоиме само пресек на внатрешна градба на лист со цел да издвоиме што има во внатрешноста, односно дека листовите се изградени од клетки. Ќе издвоиме посебно една растителна клетка и тоа од палисадниот слој на клетки. Зошто токму? Затоа што тие се најбогати со хлоропласт. Ова е растителна клетка. За растителна клетка вие веќе имате учено, а сега малку ќе се потсетиме за нејзината градба. Растителната клетка има клеточен зид. Тоа е цврст и ја дава формата и обликот на клетката. Под него се наоѓа клеточната мембрана, која што е полупропустива и контролира што влегува и што излегува од клетката, потоа јадрото, каде што се наследните собини, сместени, вакуолата, која зафаќа голем дел од клетката, бидејќи е богата со клеточен сок, а целата внатрешност на клетката е исполнета со цитоплазма. И хлоропластите, тие што денес ќе го привлечат вниманието и ќе му обрнеме внимание малку повеќе, тоа се овие зелени топчести структури. Посебно ќе издвоиме еден хлоропласт. Денес ќе се запознаеме токму со неговата градба и функција. Што се тоа хлоропласт? Хлоропластите се наоѓаат во клетките на листот и во другите зелени делови на растенијата. Зелената боја на хлоропластите доаѓа од пигментот кој што се нарекува хлорофил. Хлоропластите можат да имаат разновидна форма, но најчесто се топчести. Во клетката распоредот нивен може да биде околу јадрото или по должината на клеточниот зид, но сето тоа зависи од интензитетот на светлината. Основна улога на хлоропластите е да се врши процесот на создавање на хранлива материја, односно фотосинтеза. Сите клетки на растенијето не содржат хлоропласт, што значи само во зелените делови на растенијето се они присутни. Како изгледен еден хлоропласт? Ова е фотографија од еден хлоропласт, на кој што се разликува двојна мембрана, која го одвојува хлоропластот од цитоплазмата. А во внатрешноста на хлоропластот се наоѓаат сплескани кесички, каде што се смесен хлорофилот и тука се одвива процесот фотосинтеза. Овие сплескани кесички се поредени една врз друга како парички, монети. И тука се одвива процесот фотосинтеза. А фотосинтеза, тоа е процес во кој растенијата создаваат храна. За тој да се одвива, потребна е сончева енергија, јаглероден диоксид, вода и минерални материи. План
видиме наставната содржина. Што се хлоропласти? За таа цел се запишете. Хлоропластите содржат зелен пигмент кој се нарекува хлорофил. Хлорофилот ја абсорбира енергијата од светлината. Хлоропластите се делови од растителната клетка каде се одвива процесот фотосинтеза. Потоа, нацртете го хлоропластот и обележете го неговите делови. Имајте убав ден, се надевам дека ќе усвоите оваа наставна содржина и се гледаме во некоја следна училница. Довидување.